беше целокупната предистражна и истражна постапка, а дури и денеска, кога се попречува правото на постапување по представка за незаконски претрез во дом. Значи, постојат неколку причини кои што ги наведов во барањето за изземање и приложивме и документи кои што одат во прилог на тврдењето кое што го застапуваме во самото барање за изземање. И сметаме дека државниот јавен обвинител има сериозни аргументи да размисли да ја изврне обвинителката Вилма Смаќовска во застапување на ова обвинение. Вилма Русковска во застапување на ова обвинение. Во текот на предистрагата и во текот на истрагата на нас како одбрана во повеќе наврати, по повеќе основи ни беше прекршено правото на одбрана токму од јавната обвинителка, имајќи во предвид фактот дека не беа почитувани одредби од Законот за кривичната постапка, што на нас како одбрана ќе ни овозможи еднаквост и професионалност во самата постапка. Меѓутоа, по сериозни причини ги наведувам и моментите кои што се однесуваат на директно попречување на постапување на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во Министерството за внатрешни работи токму од јавната обвинителка Вилма Русковска, која што оневозможува, односно попречува правда за незаконски извршен претрес, истражно дејство во мојот дом, токму по наредба на самата јавна обвинителка. Сметам дека тоа е можеби и клучниот аргумент зошто сметам дека јавна обвинителка која што издава наредба за истражно дејство не може да влијае на постапки на други органи кои што испитуваат постапување и спроведување на таква наредба за спроведување на истражно дејство. Дополнително сакам да истакнам дека како и вие медиумите многу добро знаете дека веќе подолг временски период во јавното обвинителство за организиран криминал застапувано работа на кривична пријава од страна на Гордана Смаќовска, а секако во ингеренции во субординација на самата обвинителка Вилма Русковска, е предмет кој што е во предистрага 7,5 години и се однесува за сериозен криминал кој што до ден денеска нема јавно обвинителско постапување. Хронологијата на мојата комуникација со јавното обвинителство за организиран криминал по тој предмет е долга историја, со долги поднесоци, со многу доказен материјал, дури и со укажување на и препораки од Советот на јавно обвинителство. Господинот државен јавен обвинител има и представки од моја страна поднесени токму заради непостапувањето на јавното обвинителство Гордана Смаќовска и Вилма Русковска токму по оваа кривична пријава. И периодот на предистрага се совпаѓа и со едно укажување од Советот на јавни обвинители за барање за постапување по тој предмет и предпоставувам дека на јавното обвинителство подобро му се видело да оди по напад, отколку да постапи согласно законот. Сите овие тврдења, кои што и денеска и вие и јас преку медиумите ги слушнав во однос на ставање на обвинето лице во неповолна позиција заради излудување на некаков исказ против друг, е исто така едно за нас сериозно сомневање кое што треба да се испита и мислам дека доколку се прифати барањето целосно и делумно од страна, односно аргументите од страна на државниот јавен обвинител, ќе имаме изгледи за некаква постапка. Секако тоа не значи дека обвинителката нема да го има влијанието во застапување на самото обвинение пред судот, затоа што секако предметот е во надлежност на организиран криминал, кај што таму е шеф. Меѓутоа, сметам дека и за судот ќе биде подобро и порелевантно да цени врз основа на непристрасност и немање на никаква тенденција кон ниту еден обвинет во самата постапка.